Здраво, пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема која што можеби на некој од вас ќе му помогне во тој процес на менување навики, затоа што ако ме слушате подолго време, ќе сватите и ќе воочите дека она што јас секогаш го зборувам во делот на начин на живот и во делот на здравје, исхрана, правилна исхрана, здрава храна и сите тие термини кои што на крај на денот се сведуваат на едно нешто, а тоа е моје здравје, добра состојба и изглед. Зборувам дека на светот постојат исклучиво само добри и лоши навики и ништо повеќе. Затоа што во цело ова лудило на диети, производи и преплавено со велнес и со здравје и со исхрана, многу од нас се едноставно имаме огромна конфузија за тоа што значи добар изглед и здравје и повеќето од нас сме збунети што е точно да превземеме, а што не е точно да превземеме, али на крај на денот пак ќе кажам, тргнете се на страна и фокусирајте се да дознаете и да почнете да применувате еден оптимален начин на живот кој што ќе едноставно се тие всушност и добри навики. Сега, бидејќи зборувам константно да се менуваат навиките, сватив дека многу од луѓето можеби имаат потешкотија како сега тоа ја да ги сменувам навиките или дали има некој систематски процес кој што некако на еден начин ќе ви помогне да ги смените тие навики, иако ако повторно мене ме прашувате, се работи за одлука, затоа што на крај на денот се работи за тоа дали ја ќе одлучам еднаш за секојаш да ставам крај по секоја цена да променам нешто и да биде поразлично, или па имам проблем со и криза на карактерот, па тие промени на навики ми одат тешко, ќе почнам 2 недели, па ќе се вратам, па ќе почнам па 2 недели, па нема да успеам и така натаму и ќе си ја нарушувам самодовербата. И кога зборуваме за навики, постојат две работи кои што ги контролираат тие навики, а тие работи се првата работа се емоциите, односно какви ја емоции доживувам во текот на денот кои што ми носат на поттик и тригер за одлука дали таа одлука да биде позитивна или негативна. И втората работа се мислите кои што во главата често си ги дозволувам да ми влезат и кои што ги одржувам и ги наводнувам и ги хранам да тие мисли бидат или подолготрени или да ги снемува. Затоа мислите и нашите емоции се првите две работи кои што треба да се исконтролираат и позитивно да се насочат за да донесеме позитивни одлуки кон насочувањето, кон менувањето на тие навики. Сега, 4 работи кои што па ќе ви помогнат од друга страна да тие навики некако систематски ги контролирате и ги менувате. Прва работа за да јас менам било каква навика, морам да имам само мониторинг, односно да сум свесен што мене реално во денот ми се случува и какви ја одлуки до денеска носам. И затоа по мене и често ова го имам зборувано дека секој од нас во тој процес на менување на одредени навики треба да води дневник. Дали е тоа дневник на исхрана и дневник на активност, може и двете заедно да ги водите, но во секој случај тоа подразбира секоја моја активност во денот да ја запишувам и да водам евиденција во колку сум станал, колку вода сум испил, колку кафења сум испил, кој оброк колку часот ми бил и каков бил тој оброк, колку не знам, дали сум изел благо, дали не сум изел, колку сум пешачел, колку сум бил активен, колку сум седал на стол и така натаму, бидејќи повеќето од нас, луѓето, не сме свесни како ни се одвива денот и што ни се случува во денот. Ние едноставно шаблонски сме научени по некоја инерција да го минуваме денот и многу често не ни знаеме и многу често луѓе знаат да ми речат не, ама ја ништо не јадам или не, јас не јадам благо, не пијам сок, но вие ако имате малку свесност и го водите тој дневник, ќе видите дека има многу такви ситни детали кои што се греши, а при тоа ние, затоа што се ситни, не ги забележуваме, у континуитет и на долг рок прават огромна разлика и носиме, односно имаме погрешни резултати. Затоа себе мониторирање е првата работа која што јас би ја ставил тука. Втора работа е да имате контрола врз вашите лоши стимуланси и ѓаволчиња, така речено, а тоа е контрола врз луѓето кои што ви наметнуваат можеби еден тип на лоши навики. Најчесто се луѓето кои што ги имате дома, со кои што живеете, затоа што тие луѓе најчесто се клучните луѓе кои што или ве бодрат, или ве демотивираат, или купуваат одреден тип на храна и нормално немате избор што вие да јадете. Затоа втора работа која што треба да поведете сметка е кои се луѓето и храната која што вас ве обкружува, затоа што тука зборуваме за исхрана.
Третата работа која што треба да се поведе сметка е заедница. Односно, дали вие сте дел од некаква група или сами со себе се обидувате да ја направите таа промена? Ако мене ме прашувате, јас би ве советувал да бидете дел од некаква заедница која што има слична цел. Дали тоа може да биде, не знам, да одите во некакви школи, курсеви за исхрана, дали можеби да бидете дел од социјални групи на социјалните мрежи, групи и фан страни во кои што има луѓе кои што имаат слични цели, па на еден начин да се мотивирате и да видите како сето тоа изгледа. Тоа е третата работа, која што исто така е важна и можеби не најважна, ама во секој случај секој од овие алки има некаква важност и луѓето со кои што се дружите и заедницата од која што сте дел исто така важна. И четврта работа која што по мене е исто така важна, а тоа е редукцијата на стрес. Сега, стресот е составен дел од нашиот живот и стресот е нешто што џабе јас ќе ви кажам да го редуцираме, но во секој случај живееме во динамично време кое што толку многу брзо носи добри и лоши ситуации, цела таа измешаност предизвикува стрес и многу од луѓето живеат денеска и анксиозно и под депресија и тие надворешни околности многу тешко е да јас да ви кажам сега да почни да ги контролираш надворешните околности, но во секој случај колку и да звучи од страна едноставно и лесно, нема друг начин како да се соочиме со стресот, односно да научиме да реагираме на работите кои што ги слушаме и ги гледаме и ги не обкружуваат на еден поинаков начин. Или ако не успеваме да реагираме поинаку, тогаш да почнеме да инвестираме малку повеќе во наш духовен развој, а тоа значи да можеби се обидиме да одиме на йога, на медитација и така натаму работи кои што ќе ни бидат некаков издувен вентил, затоа што повторно, ако ме слушавте од почеток, емоциите и мислите се двете важни работи кои што ќе ги диригираат овие 4 технички ствари на кои што треба да поведеме сметка. И ако нашата емоција е лоша, во старт имаме големи шанси да не поведеме добри одлуки и да едноставно лошите навики и понатаму останат дел од нашиот живот, а особено ова важи за луѓе кои што се на самиот почеток, кои што немаат се уште изградено континуитет, карактер, самодоверба и многу лесно може се да им се сруши. Затоа ако ви изгледа се уште тешко и како квантна физика, почнете од една работа, почнете со водење на дневник, кој што ќе почне да ви дава свест и самото тоа ќе почне да исклучува нешто од вашите лоши навики, самото тоа ќе почне да ви раѓа возбуда и самодоверба дека еве почнав да превземам нешто, работите ми функционираат, па следствено на тоа ќе дојдат и другите работи. Значи, мора да почнете, на крај на денот не постојат никакви тактики и стратегии како човек да воспостави добри навики и постојат одлуки, а тие одлуки исклучиво функционираат на моите емоции и мисли, а за емоциите и мислите да ги контролирам, овие 4 точки за кои што зборував, мислам дека ќе ви дадат добар инпут и ќе резултираат со добри одлуки во остатокот од денот. Така да, дечки, ако можам некако да ви помогнам во оваа тема или било која друга тема, тука сум на располагање и во приватна порака и јавно на фан страната или кај мене на профилите. До следна епизода ве оставам во здрави животни навики и ви посакувам убав ден и уште едно големо благодарам за тоа што ме следите. Чао, чао!